Париз е под опсадна состојба, од едната страна жолтите елеци, од другата илјадници полицајци со оклопни возила. Демонстрантите се собраа на Шанзелизе за петти масовен протест, да ги повторат барањата за социјална правда, поголеми плати и олеснување на даноците. Првите судири се случија на авенијата Иена, каде што полицијата одговори со солзавец. Уапсени се неколку десетици луѓе. На жолтите елеци им се приклучија маријаните, девојки со црвени качулки и разголени гради, символ на францускиот отпор и на братството, еднаквоста и слободата. Не сакаме да живееме во полемизаторска држава која постојано ни бара повеќе, а ни дава помалку. Сакаме да живееме слободни и вистински да уживаме во производот од нашата работа, да создаваме и да смислуваме, без тешкиот товар на администрацијата. 40 години председател по председател, избори по избори, предавства и занемарувања се редат. Да, господине председател, гневни сме и немаме друг начин да го кренеме гласот, освен ако го облечеме веќе славниот жолт елек. Председателот Макрон во вчерашниот говор ги отфрли барањата да поднесе оставка, повика на ред и мир, инсистираше дека ги слушнала загриженоста и барањата на демонстрантите и повтори дека ќе го исполни ветувањето за забрзани данъчни олеснувања. Нашата демократија не може да прифати да функционира преку диалог што се остварува само преку окупација на јавните простори од страна на насилни елементи. Ги видовме минатата недела професионалните уништувачи. Затоа мислам дека е во заеднички интерес да почнеме национална дебата, да дадеме политички предлози во демократски процес. Организаторите порачаа дека ќе продолжат да излегуваат на улица се додека не ги исполни нивните барања. Најмасовниот протест во Париз беше минатата сабота, кога ширум Франција протестираа 125.000 жолти елеци.